Од големи очекувања до песимизам. Се уште не се надзира крај на руско-украинскиот конфликт. Иако беше најавено дека рускиот претседател Владимир Путин ќе слета во Истанбул, сепак тој не се појави. Ниту во Истанбул не дојде ниту американскиот претседател Доналд Трамп. Во изданието на Тренинг со го ќе биде Александар Србиновски, национален координатор на глобалната иницијатива. Србиновски, од големи надежи до се уште неизвестност како ќе се развиваат односите на релација Киев-Москва. Зошто Доналд Трамп и Путин заедно со Зеленски не успеа да седнат на заедничка маса, иако очекувањата беа големи? Па првенствено, кога говориме за овој далеко комплициран геополитички процес, мораме да знаеме дека гледиштата како војната треба да заврши се драстично различни на едната страна САД и Русија и на другата страна остатокот на светот, под остатокот на светот мислам Украина и државите од Европа. Преговорите или уште новата или најновата тура на мировни преговори очекувано според мене најмалку не се одвиваат, барем во динамиката во која што посакува Украина од неколку клучни работи. Најновата етапа на преговори се одржува првенствено во Турција. Турција и Саудиска Арабија како минатите преговори не се дестинации кои имаат подеднаква во значење иста геополитичка положба. Додека од едната страна Саудиска Арабија и преговорите кои што се случува пред неколку недели во таа држава е генерално неутрална во смисла на конфликтот. Кога говориме за Турција, Турција е непосреден идентитет кој што граничи исто и со Русија и со Турција. Дополнително, таа е втората држава во НАТО во смисла на бројност на армијата, па сега да не навлегуваме во моќта и влијание. Меѓутоа, самото по себе дава поинаква нота на тоа каде евентуално би се потпишале преговорите. Натаму, она што е различно во оваа нова рунда на преговори од минатата е што во минатата САД беа тие кои што ја предводеа иницијативата или палката како ќе се одвиваат преговорите и на кој начин и во кој темпо и во динамика, а сега тоа се државите од коалицијата Willing, односно големата тројка од Европската унија, Германија, Франција и Британија и некои држави од Европската унија како Полска кои што имаат интерес бидејќи војната се случува непосредно од нивните граници. Гледано од тука, состојбите се различни, а истовремено и барањата од двете страни кои што мораат да преговараат евентуално како војната да се заврши. Украинците имаат услов предводен од нивниот главен преговарач претседателот Зеленски, дека за да се случуваат мировни преговори на терен треба да постои 30-дневно примирие за конфликтот во одредени зони на одредени нивоа и така натаму. Зеленски недоаѓањето на Путин на мировни преговори, на заедничка маса да седнат, го окарактеризира дека кај руската страна не постои волја за разврска на војниот конфликт. Тоа е точно, но мораме да разбереме дека Русија првенствено, иако за Европа тоа е дискутабилно, меѓутоа Русија го доживува Зеленски како нелегитимен представник на украинската власт. Од тука, па натаму, не верувам дека Путин воопшто некогаш ќе седне на преговарачка маса со Зеленски и условите на Русија се јасни, доколку ги следевме минатите рунди на преговори за примирие како оние во Минск, во Саудиска Арабија и така натаму. Русите имаат крајно тврда позиција, односно настапуваат во мировните преговори од позиција на моќ, каде што тие се чувствуваат дека треба да бидат тие што ја диктираат темпото, волјата и начинот како треба да се случуваат преговорите. Дали ова што го говорите значи дека постигнување на мир е всушност само илузија? Не. Опцијата за мир верувам дека постои, меѓутоа мораме да ја гледаме малку геополитички поинако од досега. Верувам дека единствениот некој кој што може да донесе оваа критична состојба во светов на мирна точка е само САД, односно Доналд Трамп,
бидејќи тој е единствениот медијатор кој што Москва, односно Владимир Путин, го доживува како еквивалент со кој што може да тргува и да преговара за одредени спорови во светот. Битно е да се напомене дека Москва, особено во изминатиот период, откако започна на терен да ја менува динамиката на борбеното ниво, ја доживува Европа како небитен геополитички фактор, односно како постои како да политичка меѓународна конструкција, ама не се релевантни моќи како геополитички какви тоа што се Вашингтон или Пекинг или така натаму. Србиновски, дали Путин е вешт преговорач или добар манипулатор? Тој политичар е на моќ неколку декади. Ја предводи една од најмоќните воени до некој ниво можда енергетски и економски држави во светот. Верувам дека има зад себе огромно искуство на како се управува еден апаратус, механизам на една огромна држава. Дали е, какви се неговите желби за да се надмине овој конфликт, дали се тие искрени, дали се политички преамбициозни, тоа останува да видиме. Тоа можат само да го коментираат граѓаните на Русија, граѓаните на соседните држави, односно конкретно можеби на Украина, кои што имаат интеракција со неговата политичка моќ. Верувам дека е многу тешко да се одговори, но она што е сигурно дека тој има големо искуство. Кој ќе биде главниот индикатор дека се надзира можниот договор за крај на војниот конфликт? Јас верувам дека ниту двете страни не се во состојба да го издржат економски, а и во смисла воено, конфликтот на подолго ниво од она што досега се случи. Може би месеци се во прашање кога комплетно ќе се девастира едната или барем двете од страните. Човечките загуби се огромни, економските се непроценливи. Од тука, тие се единствените две причини кои што може да ги донесат на маса Украина и Русија конечно да стават точка на ова крвопроливање и на овој конфликт кој што веќе добива граници, кои што се еквивалентни можеби на Втората светска војна и надминуваат оние од конфликтот во земјите од некогаш Југославија, кој што ние бевме дел, можеби на Блискиот исток. Многу крвав конфликт, конфликт во кој што исто така се детерминираат не само локалните позиции кој ќе освои својата воена, безбедносна и геополитичка цел, туку и начинот на кој што и во иднина ќе се конструираат безбедносните тактики на војување, како ќе се спроведуваат дипломатските релации меѓу земјите и така натаму. Како гледате на ова нова трио на релација Кина, САД, Русија? Дали се надзира ново геостратешко прегрупирање на светската мапа? Јас се сложувам. Верувам дека со новиот избор на председателот Доналд Трамп, геополитичката сцена во светот е смената за секогаш, или барем на екстремно долги стази. Она во кое што досега ние бевме навикнати, или како што е општо познато, е западно општество, предводено од Европската унија и САД, кое што ги спроведува вредностите, политиките, дипломатските процеси на нивото на еден принцип на демократски желби, економски ангажмани, така натаму. Сега, светот е далеко поинаков. На една страна, од сега па натаму, ја верувам дека ќе ги имаме САД, Русија и Кина како политички и економски опоненти на неолибералната демократија, која што ја представува Европската унија. САД, Русија и Кина, да, се новото тројство, кое што ќе го крои светот. Ја не велам дека тие ќе имаат заеднички интереси, не велам дека ќе имаат заеднички цели на кои што тие ќе действуваат како партнери, но тие ќе бидат државите кои што ќе ставаат, условно кажано, последната точка на било кој глобален меѓународен договор во Обединетите нации, економски договор и така натаму. Дали тоа е обити да се минимизира моќта и влијанието на Европската унија? Па, моќта и влијанието на Европската унија постои единствено или во најголем дел поради САД. Американските безбедносни инвестиции гарантираат во Европа мир и спокој на континентот, тактичките оружја на САД, човечката сила распоредена во Германија, во неколку држави во Европа, се главниот или биле досега главниот гарант за
точката од која што Европската унија настапува. Она што засега е се уште нејасно е како Европа ќе одговори на овие состојби, во смисла како ќе се реструктурира себе си за да биде сопствен представник на геополитичка моќ. Благодарам за гостувањето. Моје задоволство, се надевам и во наредна прилика. Гледавте Трилинг, толку за вечерашното издание на ТВ магазинот. Гледајте не и идниот петок во исто време.